Министерот за правда го запрел редовното годишно финансирање од државниот буџет за 26 политички партии. Државниот завод за ревизија достави предлог за запирање на исплатата на средства на политичките партии што не доставиле извештај од регистарот на примени донации, годишна сметка или годишен финансиски извештај. Министерот Билен Салии ја потпиша одлуката на 25 април и по 2 дена таа е објавена во службен весник. Значи, очигледно е дека од таму од каде што треба да почне правната држава, таму прво затајува. Меѓу санкционираните се и партии од владеачката коалиција. Проблемот е кај нив и најмала рака треба да се извинат на Либерално-демократската партија за бламажата која што ни ја прават во јавноста. Веројатно е настаната грешка. Ја мислам дека меѓутоа ова не е мала грешка. Генерално земено и за мене одлуката на Министерството за правда е прилично изненадувачка, бидејќи таму како може се види дека има голем број на партии. Дали оние од кои се очекува да бидат пример за законско работење се неотчетни или Државниот завод за ревизија бара влакно во јајце? Секоја година 0,06% од изворните приходи на државниот буџет се издвојуваат за финансирање на политичките партии. За 2018-та тоа се околу 1.830.000 евра. 30% од нив или околу 600.000 евра се делат на сите партии што освоиле најмалку 1% од гласовите за последните парламентарни избори на ниво на држава или 1% на локалните избори на ниво на општина. Другите 70% или околу 1.200.000 евра се распределуваат врз основа на бројот на освоени пратеници и советници. Освоените гласови на избори не се единствен услов за државно финансирање на партиите. Законот ги обврзува партиите до 31 март во тековната година до Државниот завод за ревизија да достават извештај за примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај за претходната година. Најмалку еден од овие три документи навреме не го доставиле 26 политички партии. Тоа го констатирал Државниот завод за ревизија и му предложил на Министерот за правда да им го запре редовното финансирање од државниот буџет. На списокот се НСДП на Тито Петковски, ВМРО Народна партија на Љупчо Георгиевски, Обединети за Македонија на Љубе Бочковски, Сојузот на ромите на Амди Бајрам, Алијанса за позитивна Македонија, Унитети, ПДП, Левица и други. Лидерот на Либерално-демократската партија, која е опфатена со одлуката, тврди дека ги доставиле сите извештаи, освен регистар за донации, бидејќи донации воопшто и немале во 2017-та. Сме прашале дали се исполнети сите, дали се доставени сите документи, не ви фали годишен финансиски извештај, за еден час се доставили, за тоа има подпис и печат дека го примиле. И ни рекле се е во ред да си ја гледате вие вашата работа, ние ќе комплетираме документите. Значи не е културно. Има толку многу вработени и во Државниот завод, па има и толку и невработени во Република Македонија. Ако недоставуваат кадри, нека кажат, ќе си ги работиме, да инсистираме да се вработат дополнително луѓе за да ги гледаат овие работи или да вработат професионалци кои што ќе знаат да читаат документи. Сме навеле, точно е тоа, дека немаме донации, нема тие некој формулар за ние да го пополниме за донации, туку кажува да доставите извештај. Ние му пишуваме дека извештај, донации немаме и таков извештај не можеме да ви доставиме. Со слично тврдење и Самка Ибраимовски вели дека неговата партија за целосна еманципација на ромите навреме по пошта ги испратила извештаите до Државниот завод за ревизија. Ако Државниот завод за ревизија го негира овој печат овдека, тогаш поштата е крива, а не верувам дека не ги добиле. Ако не ги добиле, се враќа назад пратката, а тука веќе е предадено и има печат од Централен регистар. Тука нема зашто се кријат позади ова дека не добили или не били информирани. Веројатно е настаната грешка. Ја мислам дека меѓутоа ова не е мала грешка, гледам тука негде околу 20 и неколку партии има. Јанко Бачев пак од Народното движење на Македонија, партија која се преименува во Единствена Македонија, тврди дека извештаите до Заводот за ревизија ги пратил електронски, според праксата на комуникација со Централниот регистар и Управата за јавни приходи. Јас поразговарав со нашите луѓе одговорни за материјално-финансиско работење во партијата и мене ми е пренесено дека тука најверојатно се работи за некој ненамерен превид. Сега од пред 2-3 години Централниот регистар и Управата за јавни приходи ги примаат по електронски пат овие финансиски документи
И за годинава за која што зборуваме, значи за последната година, и до Државниот завод за ревизија од наша страна се поднесени по електронски пат. Меѓутоа, еве кога слушнавме за одлуката дека постои, ние се консултиравме и таму ни рекоа дека уште не функционира системот на електронско примање на финансиски документи во Државниот завод за ревизија. И затоа ние во текот на вчерашниот ден, значи согласно законските прописи, поточно закон за финансирање на политичките партии, повторно ги поднесовме овие документи што ги спомнавте. За конкретните тврдења на засегнатите партии побаравме објаснување од Државниот завод за ревизија. Од заводот потврдуваат дека ЛДП на Горан Милевски го назначила немањето донации со посебна реченица во пропратниот допис за достава на финансиските извештаи, но велат дека тоа требало да се направи на посебен меморандум како посебна изјава. Од ПЦЕР на Самка Ибраимовски велат од Заводот за ревизија е стигната пратка во законскиот рок, но физички не е регистриран документ за годишна сметка што може да е ненамерен превид кај самиот подносител. Од Заводот додаваат дека по координацијата со оваа партија заклучиле од и таа поднела годишни сметки до другите надлежни органи, така што од денеска и овој прилог ќе бил обезведен. Овие два случаи немаат материјално влијание врз дисциплината на поднесувањето на финансиските извештаи на наведените партии и цениме дека не треба да бидат предмет на критики на јавноста, како што самите можете да прочитате во одлуката објавена во службен весник. Таа ќе трае до уредно исполнување на обврските од партиите согласно законот. Но вакви и слични ситуации не се случуваат прв пат. Минатата година Министерството за правда ги запрело финансиите од буџетот за 41 партија, во 2016-та за 28, а во 2015-та за 33 партии. Поголем дел од партиите, случајно или не, ги повторуваат грешките. Познавачите на темата велат дека во други земји непочитување на законот може скапо да ги чини партиите. Значи, смислата на законот е да се почувствува влијанието на санкцијата, која што значи дека ќе бидат ускратени за финансирање од буџетот за определен период, затоа што не го испочитувале законот. Во дополнение, можам да кажам дека нашиот закон, иако содржи ваква мерка, оваа одлука не влегува во прекршочната постапка, тука може да постапува се управниот суд. Меѓутоа, во други држави, во ситуација кога политичките партии се нетранспарентни во однос на нивното финансиско работење и не доставуваат документи за финансиското работење до надлежните институции, може да се определи мерка забрана за учество на следни избори. Значи, сепак, ние имаме еден од поблагите закони и треба да биде почитуван. Запирањето на државното финансирање за 26 политички субјекти доаѓа во период кога власта и опозицијата договараат ремонт на финансирањето на партиите. Како што веќе објави 360 степени, реформата предвидува зголемување на финансирањето на партиите од државниот буџет и намалување за донациите, и тоа за 2,5 пати. Тоа значи дека годишно околу 4,5 милиони евра од буџетот би оделе за финансирање на партиите. Ова ќе зголеми потребата од поригорозна контрола и отчетност, но поради зголемениот интерес можеби ќе ги натера и партиите што подоследно да го почитуваат законот.